Што се враќаме со седмицата. Продолжуваме со деветата точка на дневниот ред, предлог програма за предметни можности во општина Девет за 2025 година. Кому ова предлагаш да се произнесе? Програмата за еднакви можности е врз основа на Законот за еднакви можности, а Законот за еднакви можности има цел да воспостави равноправност на мажите и жените во сите сфери на општеството, образование, политика, култура и така натаму. Тоа што сакам да го потенцирам е дека согласно Законот за еднакви можности, општините се должни да формираат комисии за еднакви можности, да назначат координатор и заменик координатор. Сите заедно сме вклучени во реализацијата на оваа програма и ја имате програмата тука при крајот некаде во точка 4 има активности. За оваа година имаме предлог активности, се надевам дека Болен Поценич успее да ги реализирам. Равноправност има и повеќе. Да, гледам дека е споредбено во институциите. Мажите се во поле. Па да, башто го гледам сега, например, во споредбено со институциите во детска градинка, училиште, општински установи, Дом на култура, Тргинова, Гошава, специјален завод. Ако треба имам од Советот, мајка сме малцинско споредба со жените. Советите треба процесуално скацува и здраво. Да. Дали некој ба разбори или го прашање? Што никој не ба разбори, го заклучува предрасот на деветата точка и овој предлог програма за еднакви можности во општина Девет за 2025 година става прегласен. Кој е за вака предложената предлог програма? Да молам да крене рака. Кој е за? Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема одржани. Помилуваме на 10-та точка од дневниот ред, предлог програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Девет за 2025 година. Го предлагачот од општината да се произнесе. Чекаме влада, не? Не се будеш на план, не е да се не изключи. Најпред добар ден на сите. И секоја година носиме програма за заштита на населението од заразни болести, што ги опфаќа основните работи што треба да ги правиме. Ако не дај Боже нешто дојде, ќе мораме и други. Значи, основни работи кај нас е дезинсекција и дератизација на површините во општина Девет. Оваа година сте предвидиле, гледаме у буџетот повеќе средства, така да законски ни е еднаш, у последните 2-3 години правиме по 2. Оваа година гледам 3 средства се бидат.
дезинсекцијата ни е ларвицидна, односно на ларвите ќе биде почеток на мај, што може да спречиме и ќе настоиме да биде јуни, јули, август по една дезинсекција. Дератизацијата тоа е по шахтите сегде кај што имаме канализациони системи. Тоа ни се Чифлик од Демиркија, Корешница, Бистренци. Мора да ја спроведеме и таа, така да у глобала тоа е нешто од програмата. Може да нагласам дека овие јавните предпријатија и основното школо и они си имат и кај нив се прават сите работи, само што они си водат со посебни програми и посебни теми. Школото, градинката, домот на културата и Јаков Бошева. Не е дел од нашиот врска од општината. Тоа се обврска на нивна. Порано кај нас дератизацијата правеше комуналното. Па одлучиме да биде сето на општината, така да поимаме контрола у однос кај под наше ингеренција, освен тук друга работа. Јас имам да кажем, една задолжителна дезинфекција ја прави Завод за здравствена заштита? Не, а оде на тендер, кој ќе си добија тие. Значи, и Центар за јавно здравје Велес има работено и од Кавадарци беше предходна една фирма една година. Може и приватен оператор. Сите, значи, овие години последните од Куманово имаме фирма. Здравствени институции има На тендер си оде, да, на тендер си оде се, ако си добијат они. Задолжително е, по закон еднаш. Значи мора да го направиме. Сега убаво е во што имаме средства да направиме, значи, секој месец летото, така да ја мислам дека има ефект. Програмата по програма е одлично, да само и мора да имаме, и дори сум седмици во условија така нафната почна. Мене ме интересира во врска со одружението напредно, пречка вакака активност, ТГФ за обезбедување безбедност на вода за пиење и контрола на исправност на вода и објектите за водоснабдување. Со огледот под надлежност на одржување на јавно-комунално предпријатие Бошева. Се надевам дека барем 25-та ќе биде подобна ситуација, дека 24-та година е тоа што Бошева е обврзано за да има контрола за исправност на водата, многу често се случуваше, немаше месец кој да водат беше на запили и објавува. Кој период? Скоро имаше и преден месец. Така? Не, и сега имаше преден месец. Сега имаше, да, најмногу у летниот, затоа што у летниот период имаме температурата на водата е многу висока, водоводниот систем новиот ни е на пола метар и од самата температура најмногу што имаме згодувани сега Дрем исто беше, значи, сите се тие водоводи кај што се плитко при температурата кај во лето што беше 40 степена цело време, се јави тоа нешто. биолошко Да. Така да... Се надевам 25. Да. Може да се хлорира по-често и така да се Не помага. Не помага. За жал, пак ќе кажем, значи, самите временски услови си го носат тоа и ете, да речеме да е друг водовод кај што е подлабоко температурата друга, може да правим, но вака тешко ќе биде пак. Дали некој друг разговор? Никој друг не е първо заклучвам следващото 10 точки. Първо програмата за споразумение репри за заштита на среднието за европейска община. За кои 20 представяме на кой е за на първо програма, на второ на тренера, кой е за,
решение за именување на член на заедничката комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу општините и полатинските региони. Поведете. Поврзана ова е точка со претходната одлука за формирање на заедничка комисија меѓу општините од Поврдарскиот регион, што значи дека општина Велика Капија треба да предложи еден член во оваа заедничка комисија. Сега предлогот од другите општини се му кажат сега секретарите. Ама како? Меѓу трите се работи за комисија на меѓуопштинска соработка од Поврдарскиот регион. Значи што таму би требало да биде некој член кој што често присутен на седниците на Совет. Во другиот случај мислам дека Јулијана Гарцева или Немче Тескова би требало да биде еден или двете во тој член во таа заедничка комисија. Разлика во другиот дел од општинската администрација воопшто многу ретко присуствува, односно присуствува само на еден ресор. Сам пред 200 запознати со најдобра ситуација во Совет. Мој предлог е дека една од нив двете би требало. Предлог и веднаш. Да ги кажам и точно сите комисии ги предлагаме да се правчерате. Оваа комисија има задача, како што кажа, само да ги подготват актите во делот на меѓуопштинските соработки. И таму завршува нејзината. Да, но во секој случај пак се работи и за Мислам се вижда папер. така дали менче, дали Еве, мене што се опита да вика дека се смеја. Добро, менче. Може да. Како што признај менче. Предлог менче Петкова за да биде член на ова заедничка комисија за меѓуопштинска соработка оставаме гласен. Кој за вака предложено предлог молам да кренете крај. Едногласно 9 гласа за нема против. Поминуваме на 12 точка дневен ред, предлог решение за давање на согласност за измене на годишен план за подготвување за 2025 година. Поважте господа Петкова. Председателя, измена на годишниот план на општина Велика Капија од кој месецме лани во јули. Целта беше да го фатиме рокот заради тоа што ако не донесеме до септември, нема да имаме можност за вработување. Планот беше начално, колку да го фатиме рокот е сега од јануари 2025 година се состанавме согласно потребите на општинската администрација. Тук што може да видите, пензионирање немаме, миграции по хоризонтална линија нема, во однос на нови вработувања направивме некој план, само да видам сега. Еве ги, има 4, гледав заради тоа што планиравме 4 начално во јули, гледав пак да видат 4, многу да не бегаме од рамката. Промени има, како што реков, согласно потребите на општинската администрација, па е раководител на оделение за урбанизам. Значи имаме раководител на сектор, сега тука се предлага и раководител на оделение, имат многу проекти, зголемен обем на работа, исто има и уште една позиција самостоен референт во урбанизам. Да, тоа е со цел да се оптимизира работата таму. Исто и во локален економски развој, еден соработник за угостителство и туризам. Сега таква е позицијата по систематизација, али тој човек би бил во локален економски развој, исто заради тоа што колешката Стефанија е сама таму, доколку има можност општината, еден колега и во локален економски развој заради проектите на општината, и овој место советник за материјално финансиско ръководство и плаќања е веќе ослободено по ослов на пензионирање. Сите работни места се според систематизација. Сега што би се реализирало, што не, тоа е спрема можностите на општината. Јас би се надоврзал на точка која видихме за буџет во предложението на одделението за финансии, а таму имаше дискусија дека
во текот на изборна година капиталните инвестиции не се реализираат и се реализирани се само 15%. Согледно тоа дека 25-та изборна година, така да бидејќи нема да се реализираат сигурно, значи повторно ќе бидат планирани 115% реализација и не гледам основ за нови вработувања нити во урбанизам, нити во локален економски развој, така да не да поддржам оваа точка, затоа што ќе се одделат пари за вработување, а капиталните инвестиции ќе бидат од 100 на 10% или 15%. Така да ќе се изјаснам против. Дали друг главен збор по однос на 12 точка на дневниот ред? Ушто никој нема разбор, заклучувам претенсот по 12 точка и една точка пред решение издавање согласност за измене на годишниот план за вработување за 2024 година. Тоа е за годишни план на овој година. 5 гласа за, дали напротив, 4 гласа. Благодарам на овој држави. 13 точка вече ја поминавме, поминуваме на 14 точка пред заклучок за усвојување на годишен финансов извештај на ЈОБГ Борис Трајковска демократија за 2024 година. Директорот е вече тука, добар ден. Добар ден. Значи, финансовите извештаи за работа на детската градинка за 2024 година. Детската градинка функционира 3 жиросметки, сметка блок дотации, самофинансирачка сметка и буџетска сметка. На сметката блок дотации средствата што доаѓаат од Министерството за социјална политика, демографија и млади преку локална самоуправа по претходно изготвен и одобрен финансов план за 2024 година. Овде вкупни приходи имаме 12.550.835 денари и вкупни расходи исто така 12.550.835 денара. Распоредени во самиот извештај прикажано, распоредени по соодветни конта. Сметката, самофинансирачката сметка, се финансира самостојно, нели, тоа се од уплати на детства за престој во градинката. Имаме финансии кои доаѓаат од Центарот за социјални работи Неготино и средства од општина Демир Капија. На оваа сметка имаме вкупни приходи за 2024 година од 1.710.806 денари, од кои уплата за престој за деца 1.348.214 денари. Уплата за народна кујна од Центарот за социјални работи од Неготино 285.480 денари, уплата за народна кујна од општина Демир Капија од 77.212 денари. Тоа е таа одлука што беше донесена во тоа семејството во Бистрици, што беше на Сове донесена. Тие се тие приходи. Пренесен вишок од претходна година 50.252 денари. Исто така, вкупни расходи имаме 1.728.705 денари и сите тие во самиот финансов извештај се распоредени по соодветни конта. Потоа имаме уште една сметка, сметката буџетска сметка, која се финансира со средства од општина Демир Капија. На оваа сметка имаме вкупни приходи од 1.398.167.000 денари и вкупни расходи 1.398.167.000 денари. Значи, тие се тие три сметки. Во самиот извештај наведено за шо како од прилика да речеме за шо како се потрошени парите. Ако имате некој прашање, Веднаш си да пријавите, веќе да е пред да се надавате, Благодарам. Јас би сакала едно објаснување во делот на расходи кај теком одржување на згради. Во појаснувањето, вие меѓу другото велите комплетно реновирање на ходник во објект Борис Трајковски. Кои активности се опфатени во ова реновирање и демонтажа и монтажа на влезна врата, кој е економски оператор кој ги извршуваше овие активности? Вака, значи... И кој бил програмот со влезната врата? Влезната врата, мислам сега, конкретно да објаснам, знаеме нели градин како влезна врата, имаме дрвена врата, така? Не сум била детство, не знам. Не знаеш.
Значи дървена врата, влезната врата имаме предходно друга врата, защото ми сметаше конкретно от самия пролаз до куйната и до вецинята, що ни бяха тук. Тая врата фактически, не, затова го напиша, това го наведих како ваквото, извадиме тази врата, ставиме напред вратата. Фактически дървената врата извадиме, отстраниме тази врата, защото беше и стара и буквално някой да се подправя, може да отворят. Ще се вика, тази врата извадиме и ходникът беше от самото пощоедената от другата страна на куйната и вецинята и почна влага, не си такива работи. Мораше зимните повършини да и направим. Те го прави цяло. Горе да ставиме изолация, стиропор, изолация, електриката да речем, и си тия пропъртни работи ги смениме, плочки долепиме за самото ваквото и след това сега мислям конкретно го опишувам процесът како да речем. Фирмата, как се ви каже, сега, айде да кажем, Виктор Котев, кой работи там? Тия луѓе работят фирма, сега не ми се која фирмата, как се вика фирмата? Не знам, сега в момента не тикна фирмата как се вика, ама имат фирма, они работят, тая екипа. Генерално тия се Владимир, да речем, две-три екипи ще работят такви работи. И конкретно исто имали за тук имаме и за Бистрици исто. Еднъж го правиме исто се влага, некои проблеми изпадя. Го правиме еднъж, неуспешно, сега втор пак го правиме, цяла видна повършина на тия простори. От негде некоя влага и беше, не знам шо како. И пак мораше, пошто зимите се лупене и всички работи, и там исто работеме на тая работа. Ама по-голем простор, там от плудникът го фанаме, и цела занимална, и все това. И нормално, значи, хода, сакам да кажем, например, хода сега към нещо, нямаше щекер, нямаше... Не, тия са ситни работи, ама сето си крева, как да кажеш. Значи, виж, като го правиш, да личи, да видя какво трябва. Прашање и тук, баш сега тук забравил да наведам, точно конкретно сега, значи, за други услуги генерално изпачваме физически лица. Например, някаква конкретна услуга, ще трябва да се завърши дали е работа или било шо, не така физическо лице, конкретно, например, да речем завършна предмет. Шиенето ще го прави някой на гардеробата, така физическо лице, или му изплатиш договор на дело, така, договор за работа, го изплатиш. Исто тук мислям дека беа и превозът на конкретно дека, да речем. Превозът, да речем, Бистрици, Корешица, често пак идеме на Трифон, че спомнам, други некои завърши преди да идат детска пробуват от салата, знаеш, некои такви услуги, например, що се, генерално това е сега конкретно, не ли текнува, значи има такви работи, фактически се, текови. И от други услуги иска, например, платяме камати, например, камата за плата, ситно е, ама се събира, сакам да кажа. Камата на 4-2-5 човека, на 9 други услуги, а миниме там камата, некои такви работи, конкретно. Може пак изгледа ка ставиме ка други услуги, шо е това сега, на гледни студия или шо е това, ама конкретно е за тия работи. Поведете, господин Тето, дали сте поведете, господин Яна. Значи, камата за плата стажа по други услуги и камата за плата стажа по други договорни услуги. Истото е това, други договорни услуги, други услуги. За 7-8 сметката, така? Да, други договорни услуги, нещо е работа, жилко събира камата за плата и изкопата. Тук камата за плата и знаеш какво, или да кажа, може. Значи, генерално
ако имаш од таа сметка платиш, ако немаш од таа сметка платиш од другата сметка. Еве тука сум ставил, нели, камати за плати. Тоа конкретно го кажав, например, и ова претходно дека камати за плати не мора да значи дека сте искали, може да сум исплатил 2000 денара. Од тука може 3000 денара од цела година се собрани. Реално, пошто, например, ако после 15 на сплатка ни ја дадат, одма ми стават камати. Нели? Пушта ми камата ми става. Така и изправа, значи, исто и од тука и од таму платим. А вие елаборатите за живот на среден, тоа е преку општината, не знам, еве Јуто може повеќе да те запознате. Законска обврска беше да направиме елаборати за објектите. Со жив преку живот на среден преку тоа, да. И мораше да ги направиме тие. Ето, морално, законски. А достатъчно исто има да се добавим тук на други трансфери, за какви трансфери? Други трансфери, обично, секој што е памет, да не сум навидел, да речеме, би било добро да се напише на некој работи имам пишано. Генерално други трансфери, да речеме, сега у моментот и не секнува точно што како имам, ама еве, например, имам плаќано и мислам дека е за тоа, за апарати за противпожарните апарати, да речеме. Немаш во моментот на друго место да платиш, во други трансфери ти мине тоа. Тоа е, мислам, го има како, не е дека, кај фактура постоја сето тоа и се, али, например, сум го платило таму, други трансфери. Речем, конкретно сега за тоа ми текнувам и некои други работи. Генерално, нешто што не мине од негде, може да помина од тука, например, немаш предвидено, например, за некоја работа, случајно ти испаѓа. Немаш предвидено соодветно конто, завршуваш работа од тука. У плану, самиот план, но немаш предвидено, нешто е ситно, да речем, гледаш, ајде да се заврша работа, от има и многу работи што не чекат, знаеш, не можеш, ама ситни работи се тоа, генерално. И многу работи, например, и за некои други ставки што има, ситни работи се, а се смакајат, се собират многу. За цела година, што викаме сега, например, други материјали, од штрафче до гумица, до... И се собират многу пари, реално. Поправки некои... Генерално тоа е тоа. На седмици си на својата доаѓа со предели. Запишете се на видите што е на тоа како ги види работа е зашто си. За пари се јавна институција. Ајде да не сум да не чув. И тоа беше што би се прашањето со барак. Да не знаете колку да така мора да бидува специјално. Не е за тендер, не е сумата за тендер. Без разлика мора да имате и сумата, мора да имате и фирма. Така, координата има според да имам 1340 ставки, защото морам да имам тендер и преценица на управен одбор. Мора да бъде с спремен материал на секоја ставка, која фирма го добила тендерот, со колку пари кој извршила и реализација. Овака, днеска не извините, ама не се правим. Се што сакате да тоа не се заврши. Ја не сум задоволен од вашиот одговор, на други граждани следници, без разлика од што се задоволен. Не целосно одговор, спремите се во иднина за постепени одговори и на крај се додобал само имате привремени вработување и во една сметка, некој на 140.000 денари, а привремени вработување на друга сметка 63.000 денари, за да имате на карта вкупно привремени вработување 1.398.160.000 денари. Кои се тие привремени вработувања, зашто се потребни, зашто е тоа сума милион и скоро 400. Значи, вие што се привремени, да речемо, да е од сметка бонитација, привремени вработувања, значи, што сум платил фактура од претходно за останата фактура, сум платил, сум имал можности, например, сум платил од наши средства. Од тука сум платил, исто сум платил од другата сметка, а вие другите пари се
шеста бројка, таа е сметката, кој што реков, нели, општинска сметка. Мислам, наша сметка, ама преку општината што, например, и у текот на цела година, например, после тоа сите тие преработувања се ни плателе преку вас сметка. Милион 320 Ставање на траншни и траншни на крај, дали имате преработен до преработката, до потребните преработувања, а не ги на рад? Сигурни сте? Да. Сигурни? Да, не. Да не излезем от места. Не, тие се, тие колку се преработувања. Дали на друг барен односно на 14 точка. Согласно болност на замешната стойност Стоянов, е болна за градивина, малко и по-аналитички, по-лесна, особено от залъчите своя, била направо да знае по-лесна. Издържаване се отстоява дали на друг барен брой? Още никой не е разговор, заключвам 2.31.14. Преглед заклучно за изполюване на годишни финансови извършване на производителите в България за 2020 година на нас вързана предложение. Заклучно. Годишни финансови извършване на генерален. 5 гласа за, против, 4 гласа против. Има на 15 точка разгледуване на барања за физични правни лица. Има на 3 точка правни лица, които ги размотрихме за време на паузата. Едно от барањата е да се бара финансови средства за поддршка на манастирот Марија Магдалена за иконостасот на манастирот. Се съгласихме да одобрим 6.000, кое за вака предложение на Симон Долово Рака. Едногласно, 9 гласа за, няма въздържани. Барање од жителите на село Дрен по однос на селската црква Свети Илија, кој што бара финансиски средства за партерно уредување од околу 150 метри квадратни на бетон плочки. Се съгласихме да почината планаме с 60 dinara, кой за предложение сума едногласно, 9 гласа за, няма въздържани. И последното барање е барање од црква Христијање на Пресветата Богородица на Пресвета црква Капија за парични помощ за покупка на култата, што имам ги состоите на црквата, да ги заштитиме од потекувањето на вода, зашто данас се големи штети на пострадалите и разрушувања. Се съгласихме да име поволен дел од сумата на унимат и пресметка, колкото се потребни, се съгласихме 250.000 dinara общината помогне на кое за предложената сума било едногласно, 9 гласа за, с това го изцъкнахме 15 точки на дневен ред со забележка на господин Стоянов за следниот пат да имаме съветващи прашања и аз се дявам за ова след това го направиме. Ви благодарам, почитуваме граѓани на община Димитар, благодарам почитуваме